Премиерот Зоран Заев од собраниска говорница побара од пратениците да ги поддржат законските решенија за бришење на каматите на долговите што ги имаат граѓаните кон јавните претпријатија, институции и органи. Се работи за мерка која ќе ги ослободи граѓаните од каматата која понекогаш е дури и поголема од главниот долг. Се работи за законски решенија за бришење на каматите на граѓаните по долговите и други трошоци кои што ги имат кај сите јавни институции, јавни претпријатија, државни установи, државни институции, државни органи и слично. Се работи за трошоци, односно кои што обврски граѓаните ги имат за вода, за смет, за канализација, за пазари, за гробишта, за гробно место, за, јавна чистоќа, за стамбени прашања, надомест за вода за наводнување по полето, некој пат за социјални обврски па им стигат и камати, сакат да си платат, не може заради каматите да ги платат. Некој пат за здравствени услуги, лежеле во болници, има 1200 денари, ама и каматата стигнала до 5000 денари, каматата да се плати. Одредени други казни кои што стигнуваат по основа на концесија на земјиште или слично кои што го имат граѓаните и така натаму и така натаму. Оваа владина мерка ќе важи од денот на објавувањето и сите извршни решенија кон должниците ќе бидат прекинати. Општинските и државните претпријатија ќе треба да изготват нови пресметки за побарувањата кои ги имаат не само од граѓаните, туку и од приватниот сектор, со што премиерот верува дека ќе се зголеми и наплатата на главните долгови. Од социјален аспект, вели премиерот Заев, ова ќе биде големо олеснување за должниците, кои не само што ќе бидат ослободени од каматата, туку главниот долг ќе може да го плаќаат на рати. Долг до 10.000 ќе може да се плаќа на 6 рати, до 60.000 денари на 12 рати, а над овој износ главниот долг ќе може да се исплаќа на 24 рати. Во поглед на извршителските зафаќања од сметките на граѓаните, премиерот истакна дека со законски измени ќе се овозможи за социјално ранливите категории наплатата да не минува 1/5 од нивните месечни примања.